Хеј, 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 хеј. Пандамониум радио шоу број 5. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Пандамониум радио шоу понеделник вечер, 9 часот и 10 минути. Го започнавме петото издание на Пандамониум радио шоу. Јас сум вашиот домакин, Дарко, a.k.a. Iris Scratch, до мене Трајче, Activity. Здраво, Трајче. Здраво екипо, здраво Дарко. Добро вечер на сите. Shout out to Notification Gang, што се уклучуваат толку рано да не слушаат. Дарко, што имаме спремно за денес? Денеска спремивме малце поинаква емисија, бидејќи претходнава недела не се случува нешто премногу работи на светската сцена, немаше некоја дешавка која ни инспирира некој подлабок муабет. Па така да решивме да направиме една емисија каде што ќе направиме некој пресек на музиката која излезе последниве 2 месеци, да речеме есенва, која не стигнавме да поминеме до сега, и да позборуваме за некои други теми кои ни се промакна исто така. Така. Секогаш постови не можеме се да опфатиме преку постови, така да мислам дека ова беше одличен потек со тоа што ќе обработиме, ќе преслушаме и директно ќе зборуваме за музиката која што сакавме да ја обработиме, но не успеавме да стигнеме да ја збориме. Утре на работен вторник немаме некоја тема, поише ќе слушаме музика, помалце ќе збориме, така да опуштете се, ставете си пијачка, како и да се сеќате ова понеделник вечер, цел ден врне дожд, вајбот е така малце мелоу, али се забавljаме понеделник на вечер. Направивме кратко интро со 4 песни и слушавме Мели и Black со песната You Ain't Worth It. Знаете дека на почетокот на изданието најчесто слушаме нова музика. Ова се некои синглови кои излега оваа недела. Песната So High на Wiz Khalifa и Roy Woods, продуцирана од TM88. Една многу добра песна која денеска цел ден ми е во ротација, Juice WRLD, со продуцентот Бени Бланко, песната се вика Real Shit, инаку излезе по повод неговиот 22 роденден. И ми звучи како нешто што можеше да се најде на претходниот албум. Некој валја не се поклапал, иако темата е малце поразлична, бидејќи е некако позитивна на некој начин за разлика од целиот албум кој е доста меланхоличен. Да, Rest in Peace Juice WRLD, и како што кажа, се слагам, иако мене ми беше прв пат да ја слушнам денес, дефинитивно малце поинаков, иако истиот звук, поинаква тематика и по-аплифтинг за разлика од целиот албум, и мислам дека е добра промена. И мислам дека ќе слушнеме и вакви доста ствари што има Juice WRLD оставено во неговиот волт. Се надевам дека знам дека имат многу музика направено и се надевам дека ќе успееме да ја чуеме со текот на времето. Последната песна пред да влеземе ние, една кратка песна, но многу интересна, So and So од артистот Саба. Траче ќе ни каже нешто малце поише за него и тоа што следува исто така Саба, но овој пат Саба на гости кај Амине на песната Ток, и некоја ми извади делукс издание од неговиот албум, кој ќе го обработиме во некоја следна епизода кога ќе правиме ретроспектива, бидејќи беше одличен албум. Али ајде да чуеме стори нешто, ако не да чуеме уште 2 песни од Амине, таман да се загрееме уште поише. Одиме со Ток, Амине и Саба и Mrs. Clean, исто така од Амине од делукс изданието, па се слушаме повторно за кратко. Mrs. Clean. Амине, тоа што слушавме претходно беше песната Talk featuring Саба од делукс изданието на албумот на Амине Limbo, еден албум кој имаше големо значење кога излезе таму негде есента, крајот на летото ако не се лажам. И ќе го третираме дефинитивно во нашата ретроспектива кога ќе правиме Да, него обработивме на нашите постови, зборевме за него, но ќе се навратиме на него за време на ретроспективата, ќе го збориме бидејќи е најдобриот, според мене најдобриот Амине албум до сега. И одличен камбек со оглед на тоа последниот негов микстейп не беше тоа што фановите го очекуваа. Но да се навратиме малку на Саба. Саба е еден интересен артист кој што последниот негов соло проект беше од 2018-та, се вика Care For Me, и е многу интересен артист, мислам дека е independent скрос и дека е многу познат помеѓу општо прифатените вака фанови кои што ја слушаат таа музика и кои што ја сакаат. И во 2019 имаше еден одличен фичер, тоа беше Sacrifice, се појави на неколку траки и е близок соработник на целиот Dreamville Camp. И иако го имам слушано, мислам дека тоа беше моментот ја кога влегов повеќе во музиката на Саба. Така да за тие што немаат слушнато, еве Курчо го спомнува во коментари, преслушајте го албумот Care For Me, мислам дека нема да сгрешите. Одличен звук, одличен проект и сакам да слушнам сега
И тоа мислам дека повеќе беше ко микстейп, така да очекувам солиден нов проект од Саба. Се надам дека чуеме и ќе може да го третираме во Пандамониум радио. Тоа беше краткото интро. Се загреавме, сега ќе презентираме некои од новите ентрис на нашата топ 10 листа. Знаете дека понеделник и вторник ја правиме и ја објавуваме. Премиерно тука ги пуштаме песните, иначе топ листата е веќе достапна на YouTube и на Spotify. Утре ќе го објавиме целосниот редослед. Се селиме во Англија. Goldlink во соработка со Lucky World, песната Дунија. Значи се појавува Goldlink после полого време со соработка со англиски артист кој не е воопшто познат. Така. Имаше една интересна, не би рекол дека интересна, чудна песна Goldlink пред некое време, се викаше The Best Fucking Rapper Alive или така нешто, но тоа беше тотален мис за мене. Не ја ни земам во предвид дека тоа беше неговиот камбек, но Дуња е многу интересна песна, посебно тоа дека е UK и USA соработка, посебно со артист кој што ја за него прв пат слушам, но Goldlink го има тој момент, да се потсетиме дека на Кру го ја за прв пат го слушнав и Brent Faiyaz и од тогаш сум заљубен во него, така да ете, тоа е една од стварите кои што ги прави Goldlink, одлична продукција. Мислам дека треба да чуеме за луѓето да знаат за што збориме. Одиме со Goldlink, Lucky World, песната Дунија, топ 10 Пандамониум листа. Georgia Smith, Annie, Bang Black Girls, The Remix. Каква трака траја. Мислам дека оригиналот и ремиксот се fire, така да обвезно да проверите оригиналот, дали моравме да избереме една за вечерва. Мислам дека е супер соработка и добар ремикс. Ремиксот ми е мене подобар, искрено. Одличен вајб, сосема Georgia звук. И имав нешто да кажам околу Georgia. Georgia е многу годинава и претходната нема ништо извадено, но од страна на колаборации и соработки со други артисти е едно од најактивните. 2019 ги имаше двете Fire соработки со Burna Boy, што ја ставија на мапата Ептен, значи иако веќе беше позната од 2018 со незиниот албум Lost and Found, 2019 беше Ептен breakthrough за неа и сега е константна. И као една од ретките артисти, освен Том Миш, мислам дека е единствениот артист што не е джез артист, а има извадено за Blue Note Records, и тоа беше и мислам дека првата трака за 2020, Rose Rouge, феноменална трака, и Georgia се надавам дека ќе извади нов проект следна година. Да, ни треба тоа за на Пандамониум радио. Апсолутно. Остануваме во Англија, ги слушаме, следно ќе чуеме Young T и Bugsy, со нивниот нов сингл New Shape, и некој Young T и Bugsy се едно дуо кое мене лично многу ми се свија во 2020, многу ги слушав. Посебно таму пролета, летото кога излезе нивниот албум. Не очекувам ништо премногу од нив, бидејќи тие се така поише као синглови, прават клубски бенгери, комбинација на афробит, хип-хоп, R&B, и тој звук и затоа ми се свиѓа, ова е еден добар бенгер. Дали имаш слушато нешто од нив? Ја искрено немам, ова го вртевме сега пред да почнеме, пред да идеме лайв. И искрено ми е малце по тој генеричен UK звук, но е апла Ептен добар UK звук, и мислам дека се тоа што ќе искочи управо си дека се поише настроени кон клубски бенгери, но се знае дека е UK influence кроз. UK Sound, New Shape, Young T and Bugsy, Пандамониум радио шоу број 5, ја сум Айрис Скреч, Dominant Activity. Уживајте. Слушаме Lil Baby. Ова е песната Everybody. Претходно слушавме песната On Me. И неко извади два синглови, два спота за неговиот роден ден кој беше пред некој ден. И мислам дека со тоа ја заокружи оваа многу успешна година за него, во која мислам дека прерасна од онака од обичен трапер во household name на сцената. Дефинитивно. Баш и тоа го зборим. Мислам дека и најозборуван артист е Lil Baby овде. Последниве посебно 4 епизоди, ако ја исклучиме My Beautiful Dark Twisted Fantasy Special што го правевме. И пак мислам дека не останува ништо друго освен да кажам дека човеков не промашува никад со песниве. Посебно 2019 кај што со сите соработки кои што ги имаше, 2020 со My Turn, The Bigger Picture, едно од најдобрите песни годинава, и мислам дека нема промаша, и мислам дека кој што кажа ти е еден од најдобрите и најконзистентни артисти за годинава.
Многу ми е мерак дека ја завршува вака годината со некаков стейтмент На висока нота. на висока нота како што е почна албумот, многу фичерс на различни стилови, ќе чуеме последен фичер со Давидо на Afrobeat. Човекот едноставно изгази цела 2020 и одлично ја завршува на висока нота. И ми се свиѓа тоа што се движи и низ повеќе жанрови, значи со работка со африкански артисти, значи и експериментира со звуци. И тоа е одлично дека не дозволува да биде ставен во таа трап кутија каде што цело време е на едни исти репродуцирани битови. Точно, за мене артист на годината ќе зборуваме за тоа малце покасно во оваа емисија и во некој од следните кога ќе правиме ретроспектива. Остануваме во трапот уште малце. Неделава излезе на многу интересна соработка. Young Scooter е еден артист кој беше потпишан за Future, не сум сигурен дали уште е. Ова е неговиот нов сингл продуциран од Zaytoven, на кој му гостуваат 2 Chainz и Rick Ross. Мене ми звучи како нешто онака од 2014-та. Street Certified. И звукот и лајнапот на песната, така да ќе ја слушнеме неа, па потоа ќе позборуваме малце за новиот проект на Young Jeezy и на версусот на Jeezy и на Gucci Mane кој пред неколку недели предизвика бум на интернетот. Дефинитивно. Идеме со Dope Boys and Trap Gods, Young Scooter, Zaytoven, 2 Chainz и Rick Ross. Уште неколку песни сме во трапот. Jeezy и Gotti, песната Back од најновиот албум на Young Jeezy, односно не е веќе Young, сега само Jeezy. Се траже да се смееме дека Yo Gotti е еден од најлошите рапери ever. Ама одлично звучи овде. Овде одговара многу добро. Лепи. Јас мислам дека е ова најдобрата трака од албумот. Не стигнав да го преслушам цел искрено, Исто и ја. бидејќи имаше друга музика за слушање периодов, али ова ми е одличен бенгер, онака баш е ап-темпо, не е баш трап, туку е ап-темпо некој бит мал што би рекол ти. Буквално. Моли или нешто DJ Master type beat, такова нешто. Последниве две траки не вратија таму негде 2014-та, така 2013-14-та. Mixtape hosted by DJ Cannon type beat, буквално. Буквално неку албумот на Jeezy се вика The Recession 2, продолжение на првиот кој излезе пред 10 години, ако не се лажам. Излезе дента после неговиот версус против Gucci Mane. За тие што не знаат, ако има некој што не знае што е версус, версус е еден вид на Instagram Live битка, battle, кој започна за време на карантинот, каде што се случи многу спонтано. Некои артисти почнаа меѓу себе на лайв да се надпреваруваат, да си пуштаат песни како некој саунд клеш на некој начин. И тоа прерасна во еден феномен и еден многу добар бизнис мув кој го направија Swiss Beats и Timbaland, кои се сопственици на брендот Versus. До сега не знам колку има официјално, сигурно има околу 10, али овој конкретно почетокот на втората сезона со Gucci Mane и Young Jeezy беше од огромно значење, бидејќи како прво сруши еден биф и ги закопа секирите помеѓу Gucci Mane и Jeezy, кои мислам дека повеќе од 10 на 15 години има 15 конкретно. 15 ICO од години 2005 или 2006 година, така да се работи за 14 или 15 годишен биф, кој што се уште траеше, значи се до тој момент траеше. Тури и за време на самиот версус се осеќаше кај Gucci Mane дека уште има онака некој feeling bad blood, бидејќи приказната дека Young Jeezy има пуштено хитерс да го убијат, а Gucci Mane устари губил човекот на Во самоодбрана, Во allegedly. И не само помеѓу Jeezy и Gucci Mane, туку и нивните кампови, тие се двајцата од Атланта, со тоа што буквално луѓе кои што биле поврзани и affiliated со Gucci не можеле да соработуваат со луѓе кои што биле поврзани со Jeezy и обратно. Така што не само Jeezy или и Gucci Mane, туку буквално и луѓе околу нив биле значи имало влијание врз тоа врз нив, со тоа што не можеле да соработуваат меѓу нив, имало бив помеѓу нив, се карале, не зборувале воопшто, така да ова е од големо значење посебно за локалната сцена на Атланта, бидејќи конечно луѓе може да соработуваат меѓу себе и да зборат настрана и без разлика на тоа со кои се поврзани. Интересно беше дека смртта на King Von, односно неговото убиство се случи неколку дена претходно и Young Jeezy баш искористи шансата да каже да прати некој апел на некој начин до помладите артисти да престанат со бифовите колку што можат и да се намалат тие пукања и убивања, што мислам дека е мув баш како што треба од еден OG на сцената кој бил на таа страна, знае како е, бил вистински генгста, али како расте сваќа дека не е тоа начинот едноставно. Или додека има бифови, нека останат во музиката, нека не се префрлаат на улицата. Точно.
Многу интересно за овој версус дека ги срушиш сите можни очекувања во поглед на гледаност и бројност, го достигна максимумот во еден број, беа гледани гледаа во еден момент повеќе од 1.800.000 луѓе, што беше groundbreaking и Нечуено до сега. Нечуено, повеќе од 5 милиони вкупно само на Инстаграм, 126 милиони коментари и лајкови имало на целиот стрим, што исто така нереално. Така да версус како феномен сруши многу работи. Интересен е фактот дека овој версус конкретно има поголема гледаност од MTV Movie Awards кои се случи, мислам дека тој период некаде. Вкупната гледаност на версус е 9.1 милион, а на наградите е 6.4 милиони. Што уште еднаш покажува, да се навратиме на муаватот од пред неколку недели за наградите. И за нивната релевантност во денешницата. Мислам дека ова е многу поголема релевантност. Мислам онака има поголема релевантност. И добар показател е тоа дека веќе тие стварно губат значење. Бидејќи конкретно, например, Versus дава една таква динамика на два артисти кои што се споени со умисла. И мислам дека е многу интересно за луѓето да го гледаат тоа кај што тие ги споредуваат хитовете измеѓу. Но зошто младите не го гледаат тоа? Тоа е многу интересно. Мене ми е чудно зашто младите не го гледаат. Баш зборев со мојот братучет Бодан, кој е неколку години помлад од нас. Шараут Бодан, те чекаме да се вратиш. Баш зборев со него, мислам дека тоаш немаше гледано ни еден версус. А според мене версус е многу добар начин да се запознаеш со дискографијата на еден артист, бидејќи тој во тој бетл пушта 20 од неговите најголеми хитови. И гледајќи го версусот, например, на Рик Рос и на Snoop Dogg, односно на Snoop Dogg и на DMX беше, Рик Рос и 2 Chainz, ги гледаш 40 бенгери на двајцата заедно, читаш коментари, се вклучуваат многу познати личности, кошаркари, други рапери пишуваат која песна им се свија, која не. Баш онака има некоја енергија и мислам дека треба помладите да се заинтересираат малце. Да, и плюс може би и дека Swizz Beatz и Timbaland се артисти кои што се одамна во играва и мислам дека и тие дури на пример имаше versus, ако не се лажам, помеѓу Моника и Бренди се збореше, не знам дали се одржа тој конкретно, или Пери Лабел и уште една легендарна пејачка кој што се исто така од многу одамна. И нормално тоа е дека е таргетирано за постарата публика, но луѓе кои рапери кои Рик Рос и 2 Chainz се буквално луѓе кои што го почнале кои што ја почнале трап културата, значи уште во рани 2010-ти. И мислам дека од големо значење, бидејќи на тој начин можеби не во целост се упознаваш со нивната дискографија, конкретно за Рик Рос, бидејќи знаеме Рик Рос на своите албуми има B-sides кои што се многу подобри неголи самите синглови. Буквално би ги зел неговите B-sides, неговите синглови во било кој ден. Исто така истото значи и за 2 Chainz. Артисти кои што имаат длабок каталог и мислам дека треба да се доистражат. Но е одлична стартна точка да се упознаеш, да видиш и луѓе во in real time како и буквално реагираат на тоа, додека се случува, додека ќе се пуштат песните. Точно, бидејќи тие се луѓе кои живеат во Америка, биле дел од таа сцена, за нас се underrated. Јас се сеќам кога гледав првиот версус, што го гледав беше помеѓу продуцентот Scott Storch и Manny Fresh. Хитовите на Scott Storch сите ги знаеме дека се глобални хитови. Али бенгерите на Manny Fresh кои ги има правено тогаш за Cash Money, за Lil Wayne, за Birdman и целата Juvenile и целата екипа, за нас не се толку релевантни дека никогаш не биле пуштани во Македонија и на Балканот. Ама таму имаат огромно значење, посебно за југот. Многу се поврзани со трап сцената, се како предвесници на целата трап сцена. И затоа Manny Fresh е легенда, дури и на версусот помеѓу Manny Fresh и Scott Storch многу викаат дека Manny Fresh победил, actually, бидејќи бидејќи тие се сепак street certified хитови, не се хитови кои што се појавиле на чартот, но Scott Storch ги има тие многу, значи буквално со Terror Squad и со све тоа што има извадено. Но од другата страна Manny Fresh е таков продуцент кој што има хитови ако не се лажам, од Mims, This Is Why I'm Hot до буквално до самите почетоци на Lil Wayne. Да. Се тоа што стартало Cash Money, мислам дека било и негова продукција. Да, он едно време има ексклузивно работи само за Cash Money. Така да и за тој нема толку кросовер со работи како Scott Storch. Следниот версус е на 12 декември помеѓу Ашанти и Кейша Кол. За мене искрено не е ова многу интересен версус, мислам дека ќе скокнам. Може ќе пробам чисто онака, ама не е интересен. Чекаме некое друго интересно име, односно дуел помеѓу двајца артисти кои се порелевантни за нас. Знаат на версус и па дури и Swizz Beatz да најавува некој рандом такви хиперболизирани versus битки, но мислам дека има некој што се збори. Не знам сега конкретно, но знам дека имаше некој румор дека се дешава некои работи големи во позадина. Тоа останува да видиме како ќе биде и како ќе се изигра.
конкретно за Алиша Кис, Киша Кол, мислам дека ја би го скипнал, бидејќи сепак тоа е R&B, не порасна во тоа време. И тоест, извини, Ашанти, Ашанти. Ашанти, да. Ашанти е, не знам, имаме слушана до некој, знаеме песни од неа, но не знам, не сум некој човек кој што би се навратил да ја слушам цело време Ашанти, така да тоа е скип. Тоа е конкретно ете и за постарите од нас кои што пораснале во тоа време и ја слушале. Точно. Тоа беше нашиот краток осврт на Versus стварта, кој не ја знае нека ја провери, се пишува со 2Z, ќе ја напишам сега во четот, проверете ги, има видеата онлайн, може да дзирнете некој од нив. Почнуваме со преслушување на некои од албумите кои ги спремивме. Прв е албумот на Дани Леј, насловен Movie. Ќе почнеме со песната Моник и песната Bullshit, ќе ги чуеме нив, па ќе влеземе повторно да позборуваме малце за самиот албум. Пандамониум радио шоу 5, уживајте. Слушаме Дани Леј со песната Bullshit од нејзиниот најнов албум насловен Movie. Претходно слушавме песната Моник, исто тој албум. Трече? Ја преслуша Дани Леј? Да, не во целост, но тоа што го слушнав ми се свигаше, баш и сега зборевме дури не бевме майктап, дека мене иако ми има малце, не знам дали е тоа добра класификација, но не е она прав R&B звук, но има малце, знаеш, елементи на трап музика каде што се користи такви малце по бенгер битови, но нејзиното пеење е буквално R&B и го прави да такво кој што е. Солиден проект, све тоа што имам слушано тоа е добро и мислам дека е ретка инстанца да ваков звук се појави и да биде толку успешен кој што е сега во музиката моментално. Точно, баш ли тој мене Дани Леј заедно со Кофи од Јамајка ми се омилени два женски артисти последниве неколку години. Иако се два сосема различни вокали. Да, но уште првиот пат кога слушнав Дани Леј го осетив тој момент, како што кажа ти, комбинација на женственост, пеење, од друга страна по трапиш битови, јаки енергетична продукција. Да. Да, исто и тоа. И мене не дека тоа ми беше замерка, буквално тоа ми е квалитетка и нејзе, бидејќи најчесто сега повеќе женските вокали се појавуваат во рап форма, значи ги имаме тие ко Меган Thee Stallion, ја имаме Cardi B. Од другата страна ги имаш вокалите еве ко Джорџа Смит кои што го третираат тој покласичен R&B звук. И мислам дека ова е Дани Леј има као една одлична средина измеѓу тие два стила и е солиден вокал и е солиден артист за да ја репрезентира таа сцена. Точно се сложувам и за тоа мене како што кажав после полого време немав омилен женски артист кога се појавил него ја слушнав прв пат на песната Lil Bebe, одма ми влезе во уво, ми се свига многу од тогаш ми едностоп во ротација. Најмногу ми го привлече вниманието со песната Dominican Mami, која е на drill beat. Тоа беше прв пат да слушнам женски вокал на drill beat и на неа гостува Favi Foreign. И таа песна се наоѓа на овој албум. Тогаш си реков, ова е дефинитивно тоа што мене ми се допаѓа, бидејќи оној речет стил на Меган Thee Stallion и целата екипа не ме допира, баш не ми се свија. Да, мене тоа ми е веќе played out и сакам нешто полабаво, подобро. Тоа ми е малце too much overplayed. Така да ете, конкретно ја немам слушната таа соработка за која што збориш, но после емисијава дефинитивно ќе се навратам на тоа и ќе слушнам Фави и Дани Леј као звучи на трака. Сакам да искоментирам ова, Double Joshua коментираше дека Дани Леј е поише и подобра од IMDb. Ја не можам да ги споредам IMDb и Дани Леј, бидејќи се сосема две различни артисти. IMDb као поише е инди, Дани Леј е поише во спотлајтот и е мејнстрим артисти. Мислам дека и нивните визии за нивната кариера се многу поразлични. Има некоја сличност, можеби во начинот, бидејќи и IMDb знае да рапува на вакви битови и Дани Леј се снаоѓа одлично, можеби таму е нашол негде спојката можеби, да. Джо, али тотално различни артисти, се слагам ја. Слушнем уште една песна од овој албум, песна на стика Diamonds on Me се наоѓа на нашата топ 10 листа, на неа гостуваат Гана и Ела Бизи. Преслушате го албумот, вреди, посебно ако ви се слуша добар женски артист. Само за крај ќе кажам дека мене албумот многу ми се допаѓа, посебно сингловите од него, иако на моменти ми е преженски, не ги осеќам баш тематиките на текстовите. Се слагам. Кали Учис, Джей Кортес, Ла Луз, во заграда Фин. Мислам дека после Black
И Омалей, ова е вториот Certified Pandemonium Radio Show Banger. Што мислиш? Дефинитивно. Не можам да ви опишам колку во ротација само ми е албумов последнава недела дена. Не можам, значи особено од кога го пишував текстот за Кали и за нејзиниот албум, цел ден го вртев. Добивме одличен фидбек и многу ми се свиѓа дека скрос неочекувано беше за артист кој Кали учи да добиеме таков. Се радувам бидејќи има луѓе кои што ја слушаат. И конкретно и коментарите и на Алекс, коментарите на Сара, сите што имаа што да кажат за Кали ме радува, бидејќи ја Кали ја слушам многу одамна уште од Soul Action до новите и ме радува конечно дека добива recognition и сосема е заслужено. За мене лично Кали учи се баш некој артист, Pandemonium радио артист. Значи што не е мејнстрим, има свој стил, ни се свига на нас двајца, јако слушаме различна музика, им се свига на луѓето бидејќи е на некој сосема нешто поразлично и оригинално. Оригинално пред се. Баш искрено онака го пишува Pandemonium радио као концепт. Ваква музика би сакале што повеќе да третираме и мило ни што има фидбек кај луѓето. Баш зборев со Алекс, ми каже пишувајте повеќе за женски артисти. Гледате каков фидбек има. И треба и сакаме да се да вклучиме луѓе, посебно женски луѓе кои слушаат под наводници женска музика. Ако сакаат да ни пишат текст, во секој време сме отворени, бидејќи ние двајца слушаме нешто друго, не можеме да опфатиме. Иако ја слушам доста R&B, не можеме бидејќи има многу музика која што треба да ја покриеме. Слушам доста R&B последниве 2 години, но апсолутно доколку имате артист за кој што сте вака посветени и стварно ја сакате и ја вреднувате неговата музика, ве молам пишете ни во DM, пишете текст, ќе го објавиме, ќе поработиме на него, кажете тоа што имате и споделете го тоа со други луѓе кои што ја слушаат истата музика. Ја ставив оваа песна да биде некој начин мост помеѓу Дани Лей и албумот на Bad Bunny, а инаку се инспирирав од еден од коментарите на постот на албум ревјуто, ќе го прочитам сега. Поздрав до Марија Елена Ичковска, ако не слуша. Она ни пише дека ни го пише следново. Мило ми е што Кали Учис го дојува recognition што го заслужува. Благодарение на нејзин на Bad Bunny се заинтересирав за артисти што творат на шпански и тоа во еден од моите омилени жанрови. Кој не е запознат со нејзината музика, пропушта многу. Овој коментар ме инспирираше да ставам баш тука, да биде мост помеѓу Дани Лей и Bad Bunny, бидејќи ќе се префрлиме малце на глобален звук, ќе слушаме малце Bad Bunny и после неговото видео. Значи артистот Порто Рико и артистот од Нигерија. И ќе зборуваме за тоа што се случуваше на светската сцена последнава година, некои нови трендови. Ја морам да признам дека не сум баш најголемиот адвокат за латин поп и латин трап музика, се уште навлагам во тоа. Малце ми е онака hit and miss, имам некои работи кои што ми се свиѓаат, некои работи кои што не можам да ги пројдам, но Кали ми беше одличен пристап, као одличен влез во сето тоа. Можеби каснам, можеби има артисти кои што треба дефинитивно да ги слушнам. Знам дека ти си овде да ми пуштиш нешто и да ми направиш една убава интродукција во сето тоа, но ако песнава La Luz е било каква најава за тоа што може да биде шпанска музика, односно латин трап или латин поп, I'm all for it. Си за тоа, така точно. Ајде да чуеме нешто од најновиот албум на Bad Bunny, па ќе позборуваме малце повеќе за него и за што значи тој за светската сцена во 2020 година. Идеме со La Noche de Anoche, Bad Bunny и Rosalía, две мега звезди од латинската сцена. Yo sé que esto no volverá a pasar. Yo Vito Así, Bad Bunny. Слушнавме 3 песни од неговиот најнов албум. Оваа песна конкретно ја пуштивме да чуеме фидбек од вас, бидејќи ние тука сме малце 50-50. Ја искрено, ако морам да кажам да или не, јас би рекол не за песнава. И за мене ова е еден голем скип. За тебе голем скип, така? Да, голем скип. Со тоа што бидејќи и не, како што напоменав, не сум некој човек што слуша ваква музика и сега го отворив и буквално го отворив и албумов, го изгуглав и се вика El Último Tour del Mundo. Да. И мислам дека и тоа биде валја и го оправдува на еден начин ова шетање со музички стилови кои што значи има рап, има трап, има поп, има регетон, има повеќе правци кои што се измешани во еден албум и мислам дека и тоа му била целта. И доколку тоа било целта, во ред. Тој рок трап кој што го велат овде,
во коментари го има својот подем и буквално конкретно Кирил спомна Lil Peep. Lil Peep е еден од нив кој што го почна сето тоа да го имплементира во својата музика. Но not my cup of tea, искрено. Не се чувствувам нешто многу конкретно за оваа трака и не би се навратил на нешто, но тоа претходното што го слушнавме беше нешто повеќе во негов лейн и нешто што би можел да му давам уште една шанса и да го преслушам. Точно така. Ова за информација, ова е третиот албум кој го извади Bad Bunny во 2020 година. Јас би рекол дека е човекот што работи најнапорно и најмногу целава година и заслужено го доби првото место на најслушани артисти на Spotify за 2020 година. Ова е неговиот трет албум годинава, како што кажав, и е најразличен од се што има извадено досега, бидејќи првата половина колку толку да речеме е негов звук, но во втората половина излегува целосно надвор од тоа и експериментира со различни звуци. Ова беше еден пример за тоа. Така да пуштете го албумот, чујте, посебно ако ви се допадна ова, чујте втората половина на албумот, таму му гостува и Абра. Да, ја тоа го видов, ја гледав траклистата и буквално Sorry Papi е песната каде што гостува Абра и се изненадив од таа соработка, бидејќи Абра е еден таков артист, женски вокал, кој што ако сте за еден малце поинаков и поспецифичен звук, би ви рекол да го истражите и да ја слушнете. Последен проект мислам дека имаше, се викаше Fruit во 2015-та, таа е подпишана за Awful Records, потекнува од Атланта, Џорџија и е дел од колективот на Father, кој што во 2012-2013 го има својот момент кога почна тој цел underground трап, тој мим трап и Абра е одличен вокал, но ја немам слушната тракава и не можам да замислам како звучи заедно на иста песна со Bad Bunny. Ке чуеш после емисијава, бидејќи Bad Bunny е, како што кажав, најслушаниот артист годинава на Spotify и заслужено е тоа така. Како ќе повторам уште еднаш, извади 3 проекти. Првиот е албумот кој е најслушан албум воопшто на Spotify и тоа е тој што мене најмногу ми се допаѓа, тоа е онака баш Bad Bunny звук. Вториот албум кој го извади беше повеќе нешто како микстейп и овој третиот албум е влага во некој поп води, некој ептен експериментални води, така да човекот буквално прави што сака и е во позиција да го прави тоа и многу ми е мило дека е тоа така. Да. А на пример и тоа што заприметив од самиот факт дека има извадено 3 албуми, можеби тоа е причината зошто и тој воедно е најслушаниот артист воопшто на цел Spotify, на целата платформа. Да, ма рачуна дека овој албум го извади сега пред 2 недели, така да овој албум не се рачуна. Мање више. Да, то со оглед на тоа дека конкретно на пример Sorry Papi има 14 милиона стримс, кое што е една од песните кои што се наоѓаат длабоко во албумот. Така да претпоставувам, бидејќи Bad Bunny е таков артист од таков калибар, мислам дека и албумот доколку се најде само една или 2 недели на Spotify, мислам дека тоа се веќе бројки кои што влагаат и се бројат. Дефинитивно, баш за ова пишував јас на текстот ретроспектива кој го пуштивме негде во мај, дека светската сцена се менува многу. Latin music прави takeover на светот во поглед на слушаност, бидејќи опфаќа огромен број на луѓе кои зборуваат шпански. Исто така афробитот паралелно со него го менува звукот, иако нема толкав recognition на некој начин да речеме, иако сепак има. Но и тој го има сега својот подем. Да. Се кренува, се издигнува. И да, мислам дека и Spotify што ги објавија тие своји статистики за сето тоа, мислам дека само го потврдуваат дека конкретно артисти ко Bad Bunny и J Balvin се у топ 5 најслушани артисти на нивната платформа. Точно, ќе позборуваме малце за Spotify Wrapped, бидејќи тоа беше хит на Instagram таму претходната недела, понеделник, вторник. Топ 10 најслушани артисти на Spotify за 2020 се Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD, The Weeknd, BTS, Billie Eilish, Taylor Swift, Post Malone и Travis Scott. На кратко, Трајче веќе кажа, значи јас ќе кажам Latin music take over the world, а исто така хип-хопот е тука, ако се рачуна Drake, Juice WRLD, би го ставили The Weeknd тука и Post Malone, би го ставили Travis Scott, значи имаме 5 американски хип-хоп артисти на топ 10 најслушани. Тоа е многу добар стейтмент за хип-хопот како музика и покажува дека е појака од било кога. Апсолутно. И тоа е случајот веќе последните 5 години, ако ме прашуваш мене. Да, дефинитивно, ама со ваков мејнстрим апил буквално се држи целата сцена, бидејќи J Balvin и Bad Bunny може да се стават мање више таму негде. Да. Со тоа што и рап, мислам дека новата поп музика, реално ако гледаме и тие што сега се велат за најдоминантните поп артисти се некако имплементирани во хип-хоп културата. Или доаѓаат од хип-хопот па се во поп, како Post Malone, например. Апсолутно. Најслушани женски артисти
Били Ейлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дуа Липа, Хелси, Леди Гага, Ники Минаж, Ријана, Камила Кабело и Селена Гомес. Не знам како се наоѓа Ријана тука. Со толку период не вадење музика, луѓето се уште слушаат нејзината музика. Легаси е во прашање. Ја би рекол и тоа што зборевме, имплементирање на нејзината музика на најаките плейлисти, кои што ги има Spotify ко такви. Точно. Топ 10 песни. Blinding Lights од The Weeknd, Dance Monkey од Tones and I, The Box од Roddy Ricch, Roses Remix од Imanbek, нашиот човек Saint John стигна до четврта најслушана песна на Spotify. Ти се верува ли? Ми се радувам, но не за изборот на песна со кој што се наоѓа на оваа листа. Не баш за овој ремикс. Дефинитивно. Dua Lipa, Don't Start Now, Rockstar од The Baby, Roddy Ricch, Harry Styles, Watermelon Sugar, Deathbed, Coffee for a Heart, ова искрено не знам што е. Trevor Daniel, Falling и Someone You Loved, Луис Капалди, искрено појма немам кои се последниве три. Ја би се навратил на Falling од Trevor Daniels, е лоу-ки хит кој што имаше одлични бројки и на YouTube и на Spotify. Можеби треба да ја слушнеме, но не знам како, но е единствената песна од човекот што ја знам и е стварно одлична и е квалитетна песна. Мене ми го фати увото пред некој месец и ја имам заслушано и ми се најде веќе на некоја плейлиста. Ајде ќе слушнеме, ќе видиме. Топ 10 албуми за 2020. На прво место YHL QMDLG од Bad Bunny, тој е првиот албум кој излезе на почетокот на 2020 и мислам дека негов најдобар албум до сега и тоа е тој Statement албум кој го стави на врвот. Втор албум е After Hours од The Weeknd. Сакам тука да те прашам, што мислиш, дали на The Weeknd му значи повеќе, дали тоа што него номинира за Греми може да го малце да му го ова што е второ место тука на како најслушан, може да му го малце омекне чувството и да го направи среќен на некој начин. Па мислам дека ова само му го зацементира неговиот стейтмент бидејќи знае дека е ограбен за тоа што се случи на Гремис. Точно. Мислам дека само го потврдува тоа и неговата реакција ја потврдува со тоа што и Blinding Lights е најслушана песна од неговата сфера. After Hours се најде на ваква листа каде што Spotify е најдоминантната платформа за слушање музика и мислам дека само ова му дава и релевантност на неговата реакција за Греми номинациите. Точно. Следуваат Hollywood's Bleeding од Post Malone, Fine Line од Harry Styles, Future Nostalgia од Dua Lipa, Shoot for the Stars, Aim for the Moon од Pop Smoke, уште еден албум кој беше снапт за Греми. Legends Never Die од Juice WRLD, When We Fall Asleep од Billie Eilish, Changes од Justin Bieber и тука уште некој од Луис Капалди, искрено појма немам кој е, не да го прочитам името на албумот. Тоа беа топ 10 најслушани на Spotify. Сакам да прочитам и само Rap Caviar и ги објави 10 најдобри песни за 2020 според нив. Не знам дали ова според слушаност или нека нивна селекција. Па мислам дека во нивната дескрипција пишаа дека нивните editors ги имаат одбрано овие песни ко топ 10 дека се и мислам дека не се послушаност, туку едноставно се нивен пик за и е селекција од 10 песни со кои што бија така на еден начин бија исцртали и бија прикажале 2020. На прво место The Box од Roddy Ricch, на второ место VAP од Cardi B, Megan Thee Stallion, трето место What's Poppin' од Jack Harlow, четврто Rockstar од The Baby Roddy Ricch, пето место The Bigger Picture од Lil Baby, шесто место For the Night од Pop Smoke, The Baby и Lil Baby, седмо место Lemonade, осмо место Savage, девето Life is Good и десето Blueberry Faygo од Lil Mosey. Што мислиш за оваа топ 10? Имам неколку замерки за листава, посебно со Lil Mosey, би рекол WAP, Cardi B, не дека имам нешто против, но песната ми беше поише derogatory него ли што е тоа што ја крева женската фан база и не знам, едноставно не ми беше соодветна таа песна да се најде, иако знам дека имаше преголеми бројки, мене не ми беше ништо посебно. И Polarizing песна на кратно денот, јас никогаш не би ја ставил. Баш снимав еден Best of 2020 микс заедно со Панчо кој го извадиме за некои 2 недели од сега и не ја ставивме таа песна, а дело други ги ставивме. За мене оваа топ 10 листа е некако многу релевантна за тоа што се случуваше. Ако збориме како по популарност, мислам дека е окей селекција. Се слагам, да. Со тоа што напоменав, имам неколку, не знам што бара Lil Mosey, не знам, него не слушам, можеби бројките. Таа песна беше популарна таму негде пролетта. Јас Да. там ја ставив на еден микс кога ги вадев оние вајби трите дела, имаше на првиот од нив, ако не се лажам. Така. Но конкретно сите други немам замерки, освен WAP и Blueberry Faygo, немам никакви замерки. Би сакал The Bigger Picture да е некаде погоре.
Тоа ми е Исто, единствената исто. замерка. Ќе ги кажеме ние нашите, а мај да ги оставиме ние нашите за следниот пат кога ќе правиме ретроспектива, дали ќе биде тоа следниот или тој после него понеделник. Сакаме да направиме едно специјално издание кое можеби ќе се случува во два понеделници каде што ќе направиме една ретроспектива на се што се случи во 2020 година, се што ние слушавме, ќе ги анализираме трендовите и слично. И со оглед на тоа дека бевме у пандемија и целиот свет беше буквално во шатдаун, се извади одличен материјал. Мислам дека многу артисти направија ризици со нивната кариера, со тоа што извадија албуми кои што не беа очекувани од нив, звуци кои што не беа очекувани од нив, и мислам дека треба да се посветиме и стварно да извадиме све тоа што имаме слушнато, што ни има фатено уво, и да го испрезентираме на низ 2 епизоди минимум, за да можеме да го опфатиме сето тоа. И да позборуваме малку за македонската сцена исто така, што се случуваше и што не се Апсолутно. случуваше во 2020. Повеќе што не се случуваше, неголи што се случуваше, но како и да е, сакаме да даеме шајн на тие луѓе што работат. Ќе го направиме тоа сигурно, следете на за повеќе инфо околу тоа. Продолжуваме со слушање музика, остануваме на тој глобален звук да речеме. Да слушаме најновиот албум на Давидо. За тие што не знаат, Давидо е еден од двајцата најголеми артисти од Нигерија заедно со Wizkid. Ќе зборувам малце повеќе за него, ајде да чуеме нешто. Почнуваме со неговата соработка со Ники Минаж, која се вика Holy Ground, па ќе влеземе покасно да позборуваме малце за албумот. Will you hold me down? Davido and Nas, hit boy on the sound. Давидо и Нас, Hit Boy on the Sound. Yeah. Една многу да траки направена на заедничките сесии на Hit Boy и на Нас очигледно. Не знам тоа дали е факт или не, но така звучи. Сигурно е така. Претпоставувам дека е, бидејќи Нас, Хитбој, Давидо, можеби нешто што не се поклопило на King's Disease, па се нашло на албумот на Давидо. Но како и да е, мене ми се свиѓа. Од сите траки што успеав да ги слушнам од албумот, мене ова ми е омилена, иако не е соодветна за тој звук што го носи Давидо цело време. Па да, тоа е интересно со овој албум. Најверојатно тоа е дело на неговата издавачка куќа, но има многу соработки со познативи американски артисти. И баш за ова издание ги избрав најдобрите соработки. Ги слушнаме Давидо и Ники Минаж, ова беа Давидо, Нас и продуцентот Hit Boy. Ќе слушнеме уште една песна од Давидо, Крис Браун и Young Thug, која верувам дека исто така снимана, додека Young Thug и Крис Браун го снима нивниот заеднички микстейп, бидејќи звучи така и они таму имаат една и пол афробит песна. Така. Исто така има и соработка со Lil Baby, така да сакам да ги ставам сите и ги слушнеме така на брзинка само. Lil Baby има и соработка со артистот Нигерија на афробит бит. Што пак покажува дека и не знам, 2020 е дефинитивно година каде што, ете ќе повторам, артистите зимаат ризици и прават работи кои што не се соодветни за нив и не се очекувани. Ни тоа ме радува. Исто и мене. Исто и мене. Сакам да кажам неколку зборови за Давидо само. Тој заедно со Wizkid е најпопуларниот артист во Нигерија. Јас ги викам светото тројство се Burna Boy, Wizkid и Давидо, секој со свој саунд и секој со своја публика. Ривалството помеѓу Давидо и Wizkid е многу големо, тие што следат таа сцена знаат. Го извади неговиот, не е деби албум, но албумот кој предизвика големо внимание лани во ноември и се викаше Good Time, овој го извади сега ноември 2020 се вика A Better Time, значи подобро време, што е ствари му доаѓа како part 2 од претходниот, што е добра фора, како што кажав, има интернационални соработки, неколку големи хитови, има бас во Нигерија, исто така во Англија, афробитот е многу голем и очигледно сака да направи тейковер на американскиот пазар, што мене ми се допаѓа. И полека тоа го прават. Цела Нигерија заедно. Yes, sir. Идеме со Shopping Spree, Крис Браун, Young Thug и Давидо. And that's on everything. Да чуете колку добро звучи Давидо во соработка со различни артисти. And that's on. And that's on everything. So crazy. So crazy. Давидо и Lil Baby So Crazy. Протрчавме низ проектот на Давидо, ако ви фати уво, пробарете го или ово или претходниот албум и чујте нешто повеќе од него. Трајче што ја кажеш за соработкава? Сега баш се смеевме и мене ми е многу интересно бидејќи кој што кажав, артисти земаат ризици и најчесто не секогаш се исплаќаат. Не знам ова дали се исплати или не, но во мој очи малце беше чудно со тоа што буквално Lil Baby се осеќа ко да е стаен на песна во онака не по своја волја и се наоѓа чудно и не знам, ми звучи буквално ко некој
кога да е стаен на некоја турбофолк трака, буквално оние мемињата кај што се појавуваат американски артисти и трапери кај што се ставаат на некои такви турбофолк битови, така го доживувам ова, не дека е лошо, рефренот е одличен и е многу певлив, но конкретно делот на Lil Baby ми е таков и така го осеќам и онака, не знам дали mixed feelings имам и не знам дали е хит или е мис. Мене баш некако ми Lil Baby си е Lil Baby, него не е дека е многу сменет неговиот звук само за песнава. Да, но флоуто го диригира тоа, некако чудно е бидејќи не соодветствува со тоа што до сега го има извадено и е прва трака и можеби и од таа причина ми е мене така малце чудна. Точно, завршивме со Давидо. Ќе слушнеме сега 3 песни од плейлистата на Кире, на првата гостинска селекција на Pandemonium Radio. Слушаме уште една афробит песна IDK со скричната соработка на Burna Boy, песната December, која знам дека трае чисто така многу ја сака. Да ја чуеме неа, па потоа ќе позборуваме малце за целиот концепт околу Pandemonium Guest Selection. I met this little girl, her name is Maxie. Her beauty's like a bunch of roses. But if I ever tell you about Maxie, you're gonna say I don't know what I know. But no more time to visit, more like it. IDK December featuring Burna Boy, али Burna Boy не го пишува, не знам зашто не го пишува. Мислам дека тоа беше и целата естетика на албумот, бидејќи има и фичерс од Kanye, има фичерс од Pusha T на албумот кои што не се кредитирани. Туку се стаени онака самиот слушател да ги дознае. И ја тој момент го имав на шок буквално кога го слушнав Kanye, кога го слушнав Pusha T исто и Burna Boy кај што се појави. Посебно за Burna Boy каде што бидејќи знам Kanye дека соработуваше на проектот, но конкретно Burna Boy го немаше никаде најавено и се појави онака со тој влез кој што го има на песнава и ме отварли скроз. И ме изненади позитивно. Оваа песна се вика December од IDK од 2019 година и некоја пуштивме бидејќи слушаме за мене 3 highlights од плейлистата на Кире, како се чита? Monsieur Господине Кирил. Господинот Кирил, шараут за одличната селекција, инаку му дававме на него простор да ја направи првата гостинска Pandemonium Guest Selection плейлиста, која имаме на Spotify, на YouTube и на Apple Music, бидејќи тој има таму акаунт. Идејата позади овој концепт е да даваме простор на луѓе кои не слушаат и се дел од Pandemonium community да курираат плейлиста по нивен вкус, за сите ние да слушаме различна музика и да го дознаеме нивниот вкус и нивните фаворити. И мислам дека со плейлистава на Кире одлично почнавме, бидејќи беше супер селекција. Јас лично утепав од вртење. Феноменален вајб. Ја тоа го реков уште кога ја видов, уште кога ни ја прати. Голем дел од песните веќе ги знаев, имаше некој джемс кој што ги дознав овде, но ми направи голем мерак бидејќи има имења кој Action Bronson, кој Wiz Khalifa. Значи има одлична селекција на траки кои што ретко е да ги слушнеш и да се курирани на плейлиста и се да биде стаено воедно. Значи буквално има некои електромоменти, има некои рап моменти, има некои дип кац, онака има некој побрз, некој поп, не знам, фанк рап, како да го наречам. Одлични звуци, ве молам преслушајте, ако стајте се на кај Дарко на профил на Spotify, најдете ја. Имате во линкот на био, ќе биде достапно уште неколку денови пред да ја отстапиме на Gnarly Nina или Gnarly Nina, како да се вика, една девојка која уште од самиот старт е контрибутор на Pandemonium Radio со текстот за Игор и има одличен вкус за музика. Така, и ќе даваме, значи, можете и дури и сами да се пријавите доколку сакате да курирате плейлиста, слободно пишете ни. Точно. И плейлистата е слободна, значи без никакви стеги, курирате тоа што вие сакате да слушнеме ние секако ја и Дарко ја преслушуваме и ја оставаме и на луѓето кои што не следат да ја преслушаат. Имаме многу позитивен фидбек, посебно луѓето околу нас ја имаат убиено од слушање плейлиста. Мене последнава недела дена конкретно ми е Ептен во ротација, бидејќи кој што кажав Кирил Ептен ме погоди со неколку траки. Така да ве молам слушнете ја доколку трае уште неколку дена, не ја спремиме за Нина плейлистата и тоа е тоа. Продолжуваме со Клои и Хели. Песната Do It, еден мејнстрим поп R&B хит кој мене лично многу ми се допаѓа. Имав слушнато некаде по плейлистите, ама на оваа плейлиста конкретно ми го зема вниманието и истражив малце повеќе. Зборувавме за нив за Греми наградите, номинирани се за како се вика таа прогресив R&B, да. Категорија и потоа ќе слушаме песната Tyron 2021 од T.Y. Dolla $ign и Big Sean пред да се префрлиме на двете траки кои ги чуеме од МК сцена. Идеме. Идеме. Girls like
T.Y. Dolla $ign и Big Sean, Tyron 2021. Уште еден повик за сите што не слушаат, ако сака да ја чујат селекцијата на Кире, нидат кај нас на Инстаграм во био ја има. Уште неколку денови пред одиме со селекцијата на Нина. Тоа е планирано за оваа недела, исто така се планирани уште 2 поста кои се веќе во изработка, односно се веќе полуготови. Едниот е јас денеска завршив, вчера го почнав, денеска го завршив под радарот текст за Джек Харлоу. Неколку пати се спомна во четот, се спомна албумите на Джек Харлоу и на Кид Кади. Значи тоа се двата албуми за кои има најголем хајп за петок и кои дефинитивно ќе ги третираме во понеделник. Мораме. И јас пишував под радарот текст за Джек Харлоу, знаејќи дека он ги има два од можеби најголемите хитови на годината, но сепак го направив под радарот да бидејќи не сум сигурен колку луѓето actually знаат нешто повеќе од него, имаат чуено нешто повеќе од What's Poppin' или Tyler Hero сега последниве неколку месеци, и плюс се погоди да се инспирирам и да го извадиме овој текст пред да излезе албумот на некој начин да биде како најава за самиот албум. Значи еден пресек на кариерата на Джек Харлоу пред и после деби албумот, бидејќи има многу проекти позади него, но ова ќе биде негов деби албум. Така. Мене ме изненади прво ти кога ми го прати текстот са Бајла за да го препроверам, бидејќи не очекував дека ќе ставиш артист ко Джек Харлоу во секцијата под радарот, бидејќи знаеме какви бројки прави, знаеме What's Poppin', што се деси со What's Poppin', го знаеме ремиксот што беше со What's Poppin', но од друга страна кога го прочитав и причината зошто е таму стаен, се слагам бидејќи луѓето мислам дека поише се фокусираат на неговите хитови и на тие песни кои што успеале да се пробијат на мејнстримот, додека Джек Харлоу кој артист има повеќе има проекти каде што има песни кои што се длабоко во албумот и се многу солидни. И мене ми се свиѓаат. Јас годинава ги преслушав неговите 3 албуми, пишувам за тоа во мојот текст, така да Никсар ако не слушаш, направи го кога ќе можеш, шара од Никсар нашиот дизајнер, пак ќе го објавиме таму среда четврток, ќе видиме, здравје. Исто така ќе имам уште еден текст, уште еден пост, интервју од МК Сцена, разговор со Југо Бебе. Раде Кекен и цела екипа позади него, со него. За тие што не знаат, Југо Бебе е еден проект, еден нов артист, полутаен на некој начин, затоа и го правиме интервјуто за да открие нешто малце повеќе од себе, кој се појави на сцената на почетокот на оваа година, таму некаде пролетта, извади EP со 5 песни. За најава за текстот и за интервјуто ќе пуштиме сега една од песните, иако не е хип-хоп. Воопшто. Ова е сосема поразлично него ли тоа што третираме воопшто во Пандамониум, но мене конкретно Југо Бебе ми беше многу свеж звук, многу интересен, иако е многу носталгичен и потекнал од едно носталгично место и самото име го надовестува тоа. Но мислам дека конкретно Раде кој што е главниот човек, бидејќи се повеќе луѓе кои што стојат позади Југо Бебе, Раде е главниот и мислам дека Раде си има инспирирано од прави места, има создадено музика која што искрено и не очекував да ја слушнам од него. И ние имаме група некоја на Инстаграм каде што тој ни имаше пратено и работи кои што уште беа во демо верзии. И стварно бев изненаден од музиката што е крира. Сосема неочекувано, но сакам да слушнам уште повеќе од Југо Бебе. Се надам дека ќе има. И самиот факт дека песните беа пропратени со многу интересни вижуалс на YouTube, така да отворете на YouTube, видете ги, изгледајте ги, ептен се носталгични, посебно за луѓе кои што се малце повозрасни од мене и кои што имаат, можеби си имаат и родено во тоа време. Ќе зборуваме за тоа во интервјуто, чим ни го врати Ради, чим го спремиме за објава, така да очекувате, ова е само една најава, чисто така МК Сцене, не добивме музика која излезе на оваа недела, така да ќе слушнеме оваа песна и плюс после неа ќе слушнеме уште една неиздадена песна која треба да излезе кај да е. Одиме со Југо Бебе, малце поразличен стил од тоа што вообичаено третираме на Пандамониум радио, каде и да одиш. Југо Бебе, каде и да одиш, уинако во звук на Пандамониум радио. Ако ви фати уво, одидете на YouTube и згуглете Југо Бебе и очекувате го интервјуто. Се надам дека ќе излезе оваа недела. Одлични 5 песни, стварно ви велам, вреди да се слушаат и да се изгледаат уво спотовите. Премногу носталгични и мислам доколку и ги пуштите на вашите родители, мислам дека уште толку ќе се свиѓаат, бидејќи стварно потекнуваат од едно такво место, бидејќи Раде и кажа сами од себе дека се инспирира токму од таму. Така да слушнете го и кажете ни што мислите за Југо Бебе.
Трајче, ми прати една песна која ти ја пратил Курчо. Да. Конкретно оваа песна постои уште од една цела година више скоро. Ова е соработка помеѓу Сам и Глуми. Еден одличен звук, многу интересна песна, многу интересна продукција. Нешто што Курчо и претходно го има направено, тоа изненадува со својата продукција и со своите песни. И мислам дека ова, ако е било каква најава за тоа што можат тие двајца да направат, мислам и стварно очекувам еден EP, би му рекол на Курчо и би го притиснал на еден начин да соработуваат со Глуми. Глуми не знам дали не слуша или не, но ќе му го пренесам тоа и нему. Песна е уште untitled, тоест се вика Без срам. Уште е во работна верзија, демо верзија, не е финална. Не знам дали ќе се доработи или ќе остане во ваква форма, но решив да ја пуштиме, така да идеме и да слушнеме нешто што ни спремале Курчо и Глуми. Кажи ми каде треба да се најде оваа песна, дали е дел од некаков друг проект или е чисто нака one-off па да видиме што со неа? Ова се уште е one-off, но се надевам дека ова ќе резултира во поголем проект, дали некој EP, дали некој краток албум, и соработка помеѓу Глуми и Сам, каде што Глуми би бил на продукција, а Курчо би преземал вокалите или ете некаде mix and match, бидејќи Глуми знае и има одлични вокали, добро пее и мислам дека е мултидисциплинарен артист каде што може да се појави. Таков и Курчо, двајцата се многу версатилни и мислам дека доколку седнат и заедно и направат неколку студио сесии, мислам дека ќе искочи нешто одлично. Ајде да видиме. Ги слушаме Сам и Глуми Без срам. Без срам, неиздадено парче. Сам и Глуми, неиздадена песна. Добар коментар напиша Бодан. Ако не излезе песна, ќе правиме проблем. Така да го збилете се двајцата, ве молам, средете, извадете, ако има материјал за цело EP, уште подобро. Касета, се околу неа. Еве веќе од кога спомна I'll Spill the Beans, се работи на нешто такво, бидејќи пред некое време и Глуми, тоест го лансираше и го пушти своето Matra Cookie лейбл кој што ексклузивно вади изданија на касети, така што Курчо моментално спрема нешто со него, веќе влага во продукција, така да останете, нема да зборам што има на касетата, но чекаме да се појави, така да ќе слушнеме некои нови ствари од нив двајца, но се надевам дека ова конкретно Без срам дека ќе резултира кон некој поголем проект, барем EP. Како најава, ова ми е супер, како соработка, звучно и секако е одлично. Апсолутно се Курчо слагам. го е вака во малце по-лежерно издание. Исто. Одличен вокал, одличен вајб ми дава песнава и сакам да слушнам повеќе работи од ова. Тоа беше МК сцена. Шараут до сите што не слушаат. Не сме спомнале оваа емисија. Имаме некои 10-15 луѓе што слушаат, а немаат акаунт. Поздрав до нив, поздрав и до сите што имаат акаунт и што не следат на Mixlr, им стига секад нотификација кога почнуваме лайв и може да пишуваат од четот. Така да, дечки што не слушате, ако сакате да направите акаунт на Mixlr, се прави за една минута. Дури симнете и апликацијата, бидејќи вреди, ви дава многу болј експириенс како може да не слушате. Стигаат пуш нотификации кога идеме лайв, можете да се уклучите каде и да сте. Не спаваме со други работи. Апсолутно, доколку сакате да останете анонимни, слободно впишете некој рандом юзернейм, нема да знаеме кои сте. Имаме увид кој не слуша, но доколку сакате да ставите некој рандом юзернейм, слободно направите го тоа, уклучете се во чат и изборете со нас. Ајде да дискутираме. Сега сме отворени, гледате дека ги гледаме коментарите, дека цело време и коментираме за нив. Збориме со луѓето кои што не слушаат, така да ве молам направете акаунт, стајте се во дискусијата и да се расправаме малце. Yes, sir. Курчо напиша коментар. Даре, идемо лежерно, више нема вистински рап. Реално. Сакам тоа да го чујам. Иако ние сега на крајот на Пандамониум Радио Шоу 5 одиме нека вистинскиот рап. Плот твист. Се враќаме, значи ова беше добар коментар да се надоврзам на следниот сегмент, односно на последниот сегмент од Пандамониум Радио Шоу број 5. Бумбапот оваа година вака или онака се врати некако. Последниве 2 години ја би рекол. 2020 дефинитивно се врати на голема врата, бидејќи имаше многу проекти кои што стварно беа хайлайт за многу артисти кои што се дел од таа сцена. Конкретно, ќе ги споменам Гризелда и Фреди Гипс и мислам дека тоа сето само се потврди со нивните номинации, посебно на Фреди Гипс за албумот Алфредо, заедно со Алхемист и
Како што реков, 2019 го имаше својот замав, но 2020 се стварно се врати на голема врата и имаше огромни, многу добри изданија. Ете, ја конкретно би зборел за нив, бидејќи тие се мојот хайлайт за ретроспективата и би зборел за нив, но накратко има многу. Конкретно еве неколку набрзо би рекол Pray for Paris, Alfredo, The Price of Tea in China, ги има многу. Ке збориме за сето на ретроспективата. Сега Да. спремив два кои некако ми фатија најмногу внимание според колку беа шерувани и преслушав дел од нив. Тој е албумот на Busta Rhymes и албумот и EP-то Chomp на Ras. Јеп, и двата хайлайт проекти. Двата се добри проекти излезени последниве месец и пол. Песните на Ras се многу долги, така да ќе слушнеме една песна која веќе ја пуштивме, мислам дека на првото Pandemonium радио издание од албумот на Busta Rhymes, на која гостува Kendrick Lamar, Look Over Your Shoulder. Јеп, Чисто да добиеме сенс. прва соработка на Kendrick Lamar после известно време. Ја уште тогаш реков дека ова е еден вид на ода за хип-хопот, буквално као лав песна за хип-хопот и за све тоа што значи. Мислам дека исто така има носталгичен вајб и Busta Rhymes овде е одличен. Kendrick си ја заврши својата работа. Песната е долга, но мене ми е, кој што реков, носталгична, има одличен звук и обожавам вака кога ќе слушнам Busta Rhymes. Не го очекував албумот, но се врати буквално, иако долг албум, се врати на висока нога, големо зборуван албуме, извади делукс верзија, иако за мене малце предолг, но го поштувам за сиот рейндж што го покажа на тој албум. Ајде да чуеме Busta Rhymes и Kendrick Lamar, Look Over Your Shoulder, малце вистински рап за крај на петото издание на Pandemonium радио шоу. Just let go of your shoulders, honey. Just let go of your shoulders, honey. Look Over Your Shoulder, Busta Rhymes и Kendrick Lamar. Многу добар коментар во четот. Kendrick Lamar има 0 мисис во својата кариера. Се слагам. Држи Може вода. би, не, има еден и тоа е песната со Bad Blood со Taylor Swift. Два, и песната со Maroon 5. Не му ги оправдувам тие, не му ги простувам, така да Kendrick среди се, да не се повтори тоа. Бидејќи овие што се вистински хип-хоп траки и траат многу долго. Еј, Ќе се мора. префрлиме на Ras, ќе чуеме 2-3 песни од Ras и ќе остане Busta Rhymes на крај кој сака да чуе уште 2 песни од како ќе се одјавиме. Тоа што оди следно е Who Wants What во соработка со Epsol. Ras извади EP на која спезнува буквално на секој верс. Има интересни гостувања невообичаени и тоа што е EP, иако песните се долги, фактот што EP го прави да е многу listenable actually. Да, се слагам. И мислам дека со ова буквално имаше кода покаже нешто и да им докаже на луѓето кои што цело време бидејќи Рас реално од културава е отцрнуван. Прво од фактот дека е скрос индепендент и многу луѓе му завидуваат за тоа, бидејќи тој има многу силна кор фан база, каде што буквално полни арени, а нема major label deal. Сега потпиша, ако не се лажам, за Колумбија, но пред тоа, значи тој и без тоа полнеше арени. Многу е отцрнуван и мислам дека има многу поише што да каже и да докаже. Еден од поконзистентните артисти е, според мене, и ова EP само го докажа тоа дека и може да се снајде со вистински, која би рекол вистински quote-unquote рапери. Артисти ко Black Thought, артисти ко Epsol, конкретно Epsol овде искина на тракава, да не зборам за тоа, и е втора песна или второ нешто што го слушнавме од него годинава, после известна пауза. Што мислиш за тоа што Куршо вика дека EP-то е добро само ради тоа што битовите не се негови? Може би. Му дава свежина. Му дава свежина, бидејќи Рас е еден од тие ликови, и тоа е многу добра забелешка од Курчо, бидејќи Рас низ неговата цела дискографија конкретно е човекот што е буквално DIY и е self-made, бидејќи битовите се негови, продуценте, Како ги кажува Калгери едиците. буквално one man show, one man band, и тоа е за почит, бидејќи тоа што успеа тој да го направи е дефинитивно, но имаме зборено со Курчо за тоа. Најчесто неговите битови се subpar и не е некоја кој знае каква грандиозна продукција или нешто out of the box, нешто е прилично генерично, но функционира за неговиот стил, и ова е нешто друго и докажува дека може. Конкретно овде, ако не се лажам, има и продукција со DJ Premier. Така да има што да покаже има што да докаже на EP-во. Ајде да чуеме една песна од него, па потоа ќе се јавиме пак за да се одјавиме и ќе оставиме да слушнете уште нешто од Ras и од Busta Rhymes. Идеме со Who Wants What, Ras и Epsol. Yeah. Who
wants what, where, when, why say it? Who wants what? Who wants what? Вистински хип-хоп Who wants what, where, на, when, на why Пандамониум say it? радио шоу. Nah, shut the fuck up, stop playing, stop playing. Who wants what, Добро, мислам дека мораше да му се даде почетно овие два проекти. Ги сквизнавме вака некако како за одјава на петото Слагам. издание, кога правиме пресек на есенва. И мислам дека и конкретно еве за ретроспективата ќе се навратиме и ќе слушаме многу повеќе ваква музика, бидејќи стварно беше хайлайт за 2020. Стварно албуми кои што и артисти кои што инаку не би мислел дека ќе ги слушнеш да бидат едни од послушаните и подоминантните, се таму. И тоа е многу добар знак, бидејќи бумбап сцената добива и свој замав. Се сложувам и јас 2020 годината која ќе ја памтам по тоа што повторно почнав да слушам бумбап бар колку толку. И се чувствувам добро. Факт. Да, тука ние 20 ќе се одјавиме, оставивме уште 4 песни, 2 од проектот на Рас и 2 од проектот на Баста Раймс да ги чуете ако сакате до крај, бидејќи се многу долги. Огромна благодарност до сите што не слуша, што останаа до самиот крај. Мислевме дека ќе трае пократко, излезе дека ќе трае многу полого од што очекувавме, али знаете дека сакаме да пуштаме музика, не ќе да скокнеме ништо и сакаме да се избориме за музиката што ја пуштаме. Така да ви благодариме што останавте со нас до крај. 5 недели ин. Ви благодариме многу. Не знам што друго да кажам. Овде сме за вас. Ќе продолжиме ова да го правиме се додека вас ви има фидбекот од вас е одличен. Мислам дека само ни давате повеќе сила и кураж онака да го работиме ова, да курираме музика, да слушаме поише музика и да ја обработуваме и овде и на Инстаграм. Така да уклучете се во чат, пишете ни, ве гледаме, ги коментираме вашите коментари и реагираме на нив. Го чекам, Слободно расправајте се со нас, за овде сме. го чекаме Бодан да се врати од Берлин и да ни донесе едно парче опрема која многу ќе ни заврши работа тука Долго очекувано. и може да го вклучиме у некоја од ретроспектива емисиите. Ќе кажам на кратко за ретроспективата, ќе ја направиме во 2 дела, ќе видиме точно кога, најверојатно последните 2 недели од декември, бидејќи веќе за следниот понеделник имаме теми Man on the Moon, новиот албум на Джек Харлоу, ќе има сигурно некој друг проект и некои други синглови. Така да слушате неповторно наредниот понеделник во исто време 21 часот на Mixlr. Фала ви уште еднаш, поздрав од мене. Поздрав и од мене, ви благодарам многу. Се гледаме следен понеделник. Останете тука, слушаме уште музика, Рас и Баста Раймс, на кому се слуша вистински хип-хоп.